Добро утро и добро дојдовте во уште едно видео на Формула 1 на македонски, овој пат анализа на квалификациите за големата награда на Кина, 1000-та трка во Формула 1, односно 1000-та трка која носи бодови за шампионатот во Формула 1. Имаше мала забуна помеѓу оние кои следат Формула 1, поставува прашања на интернет дали ова навистина е 1000-та трка, меѓутоа добивме појаснување дека ова е 1000-та трка која носи бодови кои се рангираат во првенството во Формула 1, така што таа дилема ја расчистивме, а и Мерцедес ја расчисти дилемата кој навистина го има најдобриот болид оваа сезона. По првите три трки каде што навистина имаме различни карактеристики на три различни патеки, каде што Австралија е градска патека, Бахрейн е исто со долги правци и брзи свиоци, меѓутоа главната брзина доаѓа од стабилноста на задниот крај, додека во Кина главната брзина на болидот доаѓа од стабилноста на предниот крај. Така што Валтери Боташ пол позиција, браво, за само 23.000 делови од секундата побрз од тимскиот колега Луис Хамилтон. Себастијан Фетел на трето место, Чарл Леклерк на четврто место, најавува битка за победа, битка за подиум за утре, најавуваат и од Ферари и од Мерцедес. Меѓутоа сепак моје мислење е дека Ферари има очигледно некои проблеми со сетапот на болидот. Останува да видиме како тоа ќе се одрази понатаму во сезоната. Знаеме дека сите тимови ќе донесат големи надградби на болидите во Барселона. Тоа е за еден месец од сега. Ќе видиме како ќе функционираат тие без спецификации на болиди, ќе видиме како се тоа ќе се одрази на првенството. Red Bull сосема пристојен резултат, пето и шесто место. Рено повторно во топ 10 со Даниел Рикјардо и Нико Хулкенберг на седмо, односно на осмо место, и двата болида на Хас ги заклучија првата десетка, односно Кевин Магнусен и Роман Грожан. Моje мислење малку потврди Мекларен, можеби се навигнавме на првите две трки да има болид во Q3, меѓутоа од тимот на Мекларен изјави дека нивниот болид има проблеми со предницата, односно на патеки кои се со лимитација на предниот крај на болидот ќе имаат помали перформанси, се додека него тоа адресираат, можеби како што напоменав врналку со надградбите во Барселона, кои се очекуваат. Така што очекувам интересна борба помеѓу тимовите во средина, очекувам интересна борба помеѓу Луис Хамилтон и Валтери Боташ. Се надам дека Ферари утре ќе се вмеша, се надам дека гледаме драматична трка, бидејќи оваа патека исто како Бахрейн нуди одлични можности за претекнување. Тука улогата на потрошувачките на гумите игра огромна улога, односно предниот лев пневматик особено страда во текот на целата трка, и поради долгите правци и поради релативно ниската температура за Формула 1 услови, како во воздухот, така и на патеката, доаѓа до разлика на температура во пневматиците, односно сршта на пневматикот, онаа средината е позагреана отколку оној дел на пневматикот кој што е спрема асфалтот, односно преку кој иде фрикцијата, така што доаѓа до оној феномен наречен грейнинг, односно ронење на самите гуми, и тие нерамномерно се трошат. Ќе биде интересно да видиме кој ќе биде најуспешен, кој најдобро ќе го изменаџира сето тоа. Повторно ќе кажам, се надам на интересна и тесна трка, многу можности за претекнување. Во Кина знае и времето да изненади, иако зутре е најавено стабилно време, меѓутоа се е можно, сите карти се отворени. Се надам дека Ферари ќе може да покаже дека се тука да се борат за титулата. Се надам дека Red Bull, особено Макс Верстапен, кој е одличен на стартот, може се замеша во таа борба, па да направи трката уште поинтересна. Ќе видиме. Останува утре во 8 часот и 10 минути по македонско време да ја проследиме трката заедно, а потоа ќе ги прокоментираме резултатите. Доколку ви се допаѓаат видеата на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб, тоа навистина му помага на каналот. Искоментирайте кои се вашите импресии од овие квалификации, кој е ваш пулен за утрешната трка, кого го предвидувате ќе биде на највисокото место на пиедесталот, кои се вашите размислувања, дали Ферари навистина има проблеми со сетапот на болидот, дали Мерцедес ќе повторно ќе ја доминира и оваа трка, ќе има 100% учинок од првите три трки. Така што ве молам за коментар, лайк, шер, сабскрајб и се гледаме утре после трката. Поздрав!